Владата стои зад Кочани кој е силно потресен од трагедијата, но кој продолжува да живее и да се гради, изјави градоначалникот Владко Грозданов, означувајќи почеток на нови градежни проекти. Денес на ова место започнуваме со градежни активности на Јужниот булевар, една клучна колатерала која би не поврзала со експресниот пат Штип-Делчево. Друг капитален проект за кој сега ќе се упатиме е мостот на Кочанска река, кој ќе го олесни сообраќајниот метеж во градот. Очекуваме со брза реализација на катни платформи со кои ќе добиеме дупло повеќе паркинг места, бидејќи самите простори во моментот се паркинг места. Со тоа добиваме 4000 квадратни метри нови паркинг места во самиот центар на градот. Вице-премиерот и министар за транспорт и врски Александар Николовски исто така најави проекти. Почнуваме со реализација на влезниот булевар, кој што е некаде проценета вредност од околу 2 милиони евра и очекуваме во наредните година и половина да биде завршен. Понатака мост на Кочанска река со вредност од некаде околу 350.000 евра и она што долго време се очекуваше, проект кој што е започнат уште во 2013 година, а тоа е довршување на водоводот со изградба на еден потисен цевковод кој што треба да овозможи чиста вода за пиење за поголем дел од градот, која што е вредност некаде околу 1.100.000 евра. Исто така очекувам за една година да биде завршен. Денес присутниот во Кочани премиерот Христијан Мицковски исто така најави серија од проекти кои ќе следуваат во градот, но се издвојува експресниот пат Кочани-Делчево. Овие проекти се дел од она за кое што во минатото зборувавме, исто како што е дел и оној капитален проект изградба на експресен пат кој што треба да го поврзе Кочани со Виница, Делчево и граничен премин со Бугарија. Првата делница од тука од Кочани до Виница проектирањето е завршено, таа ќе се изведува со сопствени средства. Се бара финансирање за делот од Виница до Делчево и мислам успешно ќе се заврши тој процес. Проектирањето тече.